Доколку ви треба услуга во македонската амбасада во Берлин, мора да го познавате албанскиот јазик, бидејќи вработените не знаеле да говорат на македонски, тврдат на социјалните мрежи нашинци од Германија. Во статус на Facebook македонка Димитрова вели со цел да се разбере, понудила да зборува на уште 3 јазици, но вработените го познавале само албанскиот јазик. Да прашам нешто, на бројот од амбасадата на Македонија во Германија се јавува лице кое зборува само албански. Не знам албански, па предложив англиски, турски или француски. Толку јас знам, но нашата администрација не знаеше ниту еден јазик од понудените, ниту мојот мајчин јазик. Што да се прави кога имате итна ситуација во Германија? Алфа телевизија се обиде да стапи во контакт со амбасадата на Македонија во Берлин, но и бројот напишан во статусот на Димова и оној на сајтот на амбасадата беа зафатени. Околу овој проблем, во гостување во Заспи ако можеш на Алфа телевизија, зборуваш Јана Дуковска, глобалниот координатор на движењето Ние сме Македонија, вели запознаени биле со овој проблем, а односот на сите дипломатски представништва го оцени како многу лош. Тоа е најголем проблем со кој се соочуваме ние како иселеници. Од една страна е нефункционалноста на ДКП-ата, од друга страна е намалената волја на македонските институции да соработуваат со нив. Од самиот почеток е поизразено во овие последни 3 години, а со тоа верувам и дека нема да се зголемат директните инвестиции од диаспората. Амбасадор на Македонија во Берлин од 1 јули 2019 година е Рамадан Назифи, додека пак генерален конзул во Минхен е Реджеп Демири, поранешен член на УЧК.